во текот на вчерашниот ден, целата јавност беше сведок на тоа како со Република Македонија управува криминален ганг. Вистински криминален октопод, чии пипци одат до врвот на власта. Сведоци сме на афера, чии корени одат многу подлабоко од тие две осумничени лица, познати на јавноста, кои што треба да бидат жртвени јами. Вчера граѓаните беа сведоци на втор криминален октопод на СДСМ предводен од Зоран Заев. Но овој пат многу поголем, со изразена криминално, рекетарска, медиумска спрега на високи функционери на власт. Овој втор криминален октопод е милје со чинето од неформален собственик на медиум, обвинители чие дејание не може да биде возможно без поддршка од врвот на власта, каде имаме злоупотреби на медиум, тргување со правдата, финансиски интереси и политички мотиви. Нема човек, нема граѓанин кој верува дека сето ова е возможно без силна закрила, подкрепа и институционална поддршка од самата врхушка на власт. Затоа вчерашната панична акција е само театар да се спасат вистинските нарачатели на ваквиот криминал. Да се заштити колку може извршителот Катица Јанева и да не се дознае каква монструозна гарнитура владее со земја. Видовме со каква леснотија државава има премиер кој за 5 секунди влегува во договор за донација од 100.000 евра за Вартоломеј. Претходно го видовме на она видео како договара за онаке Мирчо свинјарникот по принципот евро за евро. А денес имаме случај каде во игра се милиони евра. Зарем некој мисли дека врвот на власта не седи за овој скандал. Но додеме со ред. Пред 4 месеци отприлика јавно предупредив на криминалот на специјалното јавно обвинителство поддржан од врхушките на власт и за фактот дека се злоупотребува за политички цели. Премиерот Зоран Заев жестоко се спротивстави и застана директно во одбрана на извршителот Катица Јанева. Таа беше неговата црвена линија од која не отстапуваше на разговорите и нашите напори за вистинска реформа во обвинителството. Вчера видовме зошто Грчевите ја бранеше. Денот започна со задоцната и нервозна пресконференција на која Заев повика на лидерска средба и преведување на двајца осумничени за рекет кои вршеле влијание преку СЕО и тамошните обвинители. Следеше и условена оставка на Катица Јанева. Оставка која што всушност не е оставка. Со изговор да не била таа пречката во процесот на постигнување на договор за реформи во обвинителството. Истинската причина за таквиот чекор не е затоа што се работи за личност со високи морални и етички принципи, туку тоа е изразно сценарио за сомнежот дека е до гуша во криминал. А реков дека оставката која Катица Јанева вчера ја даде и не е оставка затоа што и денес Катица Јанева обременета со такви сериозни скандали позади себе, продолжува да биде шеф на компрометираното специјално јавно обвинителство, кое за ВМРО ДПМН е минато завршено време. Од рускоско обвинителството на Катица Јанева и беше одземен само телефонот, без било какви дополнителни мерки. А совршено е јасно дека силата на двајцата обвинети е токму можноста за влијание преку специјалното јавно обвинителство, врските кои тие ги имаат со Катица Јанева и врските кои што тие ги имаат директно со врхушката на власт. Со други зборови, не е можно обвинетите да вршеле влијание без силата на компрометираното специјално јавно обвинителство и врските кои што тие ги имаат со врхушката на власт. Неслучајно претходно реков дека вчерашниот ден беше само театар
да се спасат вистинските нарачатели на криминалот. А тоа е така, бидејќи вчера никаде ги немаше во обвинението фамозните Фрики и Кики, кои заедно со прво обвинетиот се говореше во одредени написи дека вршеле уцени, изнуди и влијание. Мојот сомнежот на ВМРО ДПМН е дека во сето ова се вклучени директно лица од самата врхушка на власт. Затоа, овде пред вас, пред македонската јавност и пред медиумите, ќе поставам неколку прашања за кои што јавноста мора да го знае одговорот, а одговорот очекувам да го даде врхушката на власт. Дали е точно дека силата на Катица Јанева доаѓа токму од премиерот, кој во една прилика, охрабрувајќи ја и вели: не се секирај, се ќе биде во ред. Ќе повторам: не се секирај, се ќе биде во ред. Дали е точно дека при средба во домот на прво обвинетиот, чест гостин е висок функционер од редот на СДСМ во друштво со специјалниот јавен обвинител Катица Јанева, и во тој дом се договараат обвиненија и понатамошни постапувања по тие обвиненија? Дали е точно дека политичка заштита на пипците на овој октопод се високи функционери од врхушката на власт, од редот на СДСМ, во јавноста познати како псевдонимот Фрики и Кики, а се со цел да обезбедат дополнителни финансиски и други бенефити за себе и за останатите кои што се денеска во притвор? Дали е вистина дека лично обвинителката Јанева ја има во разговорите со прво обвинетиот кои се предмет на истрага? И на крај, дали е вистина и дека други лица, на начин како што сега се обвинети овие двајца, си завршиле работа со обвинители од специјалното јавно обвинителство и врхушката од власт за непокренување на обвинени? Апелирам, не случајно ги поставувам овие прашања и очекувам во најскоро време одговори од власта. Компрометираното специјално јавно обвинителство е завршена работа. А првиот чекор веднаш треба да биде притвор за Катица Јанева и за сите други вмешани во овој криминален октопод. Исполнети се сите услови за ваква мерка. Можност за повторување на делото, затоа што Јанева и денес е прв човек на ова компрометирано, корумпирано специјално јавно обвинителство. Постои можност за бегство и можност за влијание во сведоци. Сето останато е само слабо и бледо алиби. Ваквото компрометирано специјално јавно обвинителство е последица на корумпирана до гуша власт. И ако некој има дилеми, зошто не добивме датум за опуштување преговори со Европската Унија ова лето, еве го одговорот. Затоа што имаме криминален октопод кој владее со државата и тргува со правото. Тоа што за бизнисмените е рекет, за политичарите е притисок. Затоа треба веднаш оставки и веднаш предвремени парламентарни избори. За на крај, гледам дека господинот Зоран Заев повикува на лидерска средба во петок. А јас ќе одговорам дека не ја гледам. Ќе повторам, не ја гледам потребата од моје присуство на средба на која ќе се разговара за се и тоа ќе биде алиби, а нема да се разговара за тоа што денес ќе е потребно на Република Македонија датум кога ќе имаме предвремени парламентарни избори.
а тоа е така, затоа што и покрај оние стендап настапи во владата, и покрај она себе храбрење, кое што го кажува господина Заев, дека е подготвен да излезе секогаш на избори, самиот тој е соочен со сопствениот страх од дебакел на такви избори, а потоа, како што напишав во една колумна, секој што си дробел, тоа и ќе си срка. Ке подсетам, јас бев првиот кој го повика премиерот да соработуваме за датум за избори. Таа понуда траеше со денови. Кој беше одговорот од власта? Ја отворили понудената рака и одговори со прогон. Одговори со прогон врз сегашни, актуелни, високи функционери на ВМРО-ДПМН, но и со поранешни функционери од ВМРО-ДПМН. Како да имаме средба со така диаметрално спротивни ставови? Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Користам оваа можност да ви информирам дека работни групи составени од ВМРО-ДПМН и работни групи кои што ги предложи СДСМ веќе интензивно работат на Законот за јавното обвинителство, иако ставовите се диаметрално спротивни, за дел од разликите говоревме, една од црвените линии беше Кати Цанева, гледаме денеска веќе за неја не се не дискутира. Изминатата недела работна група од ВМРО-ДПМН имаше состанок првичен со работна група од СДСМ и се разговараше за пописот. Истовремено веќе подолго време високи представници од ВМРО-ДПМН и од СДСМ разговараат за изборниот закон. Моментално позициите се диаметрално спротивни. Театар, кој што би значил дополнително оддалечување од вистинските теми, кој што сака да го подготви и пријади на македонската јавност Црна Заев, во овој момент за нас не е потребен. Остануваме фокусирани на реформите, остануваме фокусирани на тоа што им е потребно на македонските граѓани и на тоа што е потребно на Македонија. И сосема на крај, ќе кажам, одбројани се деновите на власта, да внимаваат што прават и да не влегуваат во непромислени чекови и постапки, кои би можеле дополнително да ја отежнат ситуацијата. Овој криминален октопод може да се реши само со смена нова власт, а потоа постигнување на правда и враќање на правната држава. Заев смета дека треба да се заштити компрометираното специјално јавно обвинителство, а се со цел притисок врз политичките неистомисленици, за нас тоа е минато завршено време. Заев смета дека треба да имаме попис со десетици пропусти и можност за злоупотреба. Ние сметаме дека треба да се следат европските директиви со објективен попис.